Здрав, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Денешното видео во него ќе ви ги прикажувам содржините од четвртиот чекор, поточно ќе зборуваме за практичните вежби од четвртиот чекор, од најновата книга на авторката Шефалица Бари, наречена Родителска карта или Родителски водич. И во овој дел, пред да ги објаснува практичните вежби, Шефали им спомнува, им дава совет на родителите, во смисла на тоа дека следниот пат кога ќе го видат своето дете, како е во една состојба на тага или е несреќно, кога се соочува со одредени предизвици, ајде да кажеме на училиште, првата работа што треба да направиме е да забележиме која мисла прва ни доаѓа во тој момент и да забележиме како се чувствуваме. Дали ние сме во можност тогаш да можеме да ги задржиме неговите чувства на болка и на тага, или пак овие чувства нас не предизвикуваат и не носат во една состојба да влеземе во емоционална заплетканост со нашето дете. Шефали зборува дека една од најтешките работи за родителите во процесот на родителствувањето е справувањето со чувствата на болка и на страдање кај децата. Меѓутоа, ова нешто Шефали ќе го разјасни тек во третата фаза. Ние се уште се наоѓаме во првата фаза од четвртиот чекор, каде што за да можеме да дојдеме сега до справувањето со болката и страдањето на нашите деца, ние прво нешто сега во оваа фаза, значи најпрво најбитно е ние како родители да научиме да ги забележуваме начините на кои што расположенијата на нашите деца влијаат врз нас. Значи ние да добиеме најасно за тоа како расположението на нашето дете влијае врз нас и често пати знае да не однесе во една емоционална заплетканост во односот со него. Ајде, Шефали вели да го разбереме тоа нешто, да го разглобиме. Зошто се случува тоа? Прво, зошто се случува? Затоа што, значи, одиме наназад. Прво, нашите родители, кога сме биле ние деца, не поседувале знаења како да се справат со нашите чувства, кога сме биле ние во болка и во страдање, туку тие ги поврзувале со нешто лошо, со нешто неповолно. Значи, затоа што нашите родители, тие не ги поседувале исправните вештини, за да можат да ни помогнат нас, како деца, да можеме да се справиме со тие тешки емоции. Сега и ние, кога сме влезени во родителството, сме станале родители, се наоѓаме во истата состојба. Многу тешко да можеме да ги isprocesираме, да ги обработиме своите собствени чувства и своите собствени емоции во односот со децата. И кога децата ни доживуваат емоционални бранувања, ние што правиме? Веднаш се обидуваме да ги избегнуваме. На ист начин како што тоа нам ни било правено во нашето детство. Зошто? За да не ги чувствуваме големите чувства. И токму поради ова, Шефали ги советува родителите. Им вели: родители, следниот пат, кога вашето дете страда, кога се бори со своите чувства, ве повикувам да си ги кажете овие зборови. И овие зборови сега, што ќе ви ги кажувам, се многу битни да ги запамтите. Тоа се: моето дете е човечко суштество кое доживува човекови чувства на болка и на страдање. Овие се нормални чувства за секое човечко суштество. Секој човек ги има овие неуредни и хаотични чувства. Секој нормален човек ги има овие и ги доживува овие неуредни и хаотични чувства. И овие чувства не се лоши чувства. Овие чувства се вредни и достојни чувства, кои што ќе му овозможат на моето дете да прерасне во
поотпорно и во поиздржливо битие, кое ќе може да се саморегулира и само да управува со себе. Доколку јас како родител му ги избришам или му ги тргам овие чувства, моето дете ќе ја изгуби можноста да биде автентично. За мене не е битно и не е важно дали моето дете е среќно и успешно, за да можам јас да се чувствувам добро или добар како родител. Мојата достојност и мојата вредност не доаѓаат од оценките, од расположението или од искуството на моето дете. Туку, мојата достојност и мојата вредност доаѓаат лично од моите оценки, од моите расположенија, од моите искуства, од она што мене ми припаѓа како личност и од она што мене ме одбележило како личност низ животот. Затоа, како родител, ќе држам простор за се она што е автентично за моето дете. За се она што се појавува пред него како автентично и преку тоа прифаќање на состојбата каква што е, јас ќе го учам моето дете да ја прифаќа сопствената состојба на она што е во дадениот момент. Значи, тоа се зборовите кои што треба да ги запомните, за да можете да влезете во една свесност за тоа како расположенијата на децата влијаат врз нас. И токму поради тоа ше фали, вели, да ги отстраниме среќата и успехот како концепти од нашите визионерски табли и да почнеме да ги замениме со едни сосема нови концепти, концептот на присутност и концептот на искуство, затоа што кога родителите ќе се фокусираат на овие две концепти, тогаш тие им дозволуваат на децата да можат да нивните животи да можат да се одвиваат онака како што им е одредено. Значи, тековно да можат нивната состојба на постоење да се одвива на еден автентичен начин, а не родителите постојано да ги осудуваат децата да бидат она што во суштина тие не се. Значи, кога ние им даваме да можат децата да го живеат животот автентично, ние им го даваме најсуштествениот, највредниот подарок, а тоа е да можат да си бидат верни на самите себе. И не само успехот и среќата, туку ние како родители се држиме до голем број на други концепти, како што се, например, концепт идеи за добар и лош, за убава и грда, за љубовна, нељубовна и така натаму. Значи, сите овие верувања и овие концепти ги обликуваат нашите перцепции за нашите деца и влијаат врз тоа како ние ќе се однесуваме спрема нив. И Шефали во незината книга има дадено, значи како практична вежба, една табела во овој чекор. И таа е многу корисна вежба. Зошто е корисна? Затоа што многу лесно преку неа можат да се откријаат родителските несвесни претпоставки околу голем број на концепти, кои што таа ги има дадено во таа вежба. Јас ја нацртав вежбата од книгата, значи за да ви ја да можете да ја видите. Значи, од едната страна долу хоризонтално дадени се концептите, значи идеите за успех, за среќа, за добро, лошо, за љубов, за брак, за родителство, за пари, за секс, за убавина. И така натаму, значи, има доста други концепти. А од другата страна, значи, горе имаме 4 колони. И овде се колоните, значи, на мајката, на таткото, на културата,
И значи четвртата колона се твоите верувања. Значи секоја колона се верувањата на нашите родители, на културата и нашите верувања, идеи кои што ги имаме за овие концепти. И значи таа вели како што треба овде да се потполнат верувањата на родителите, значи на мајката, на таткото, на културата и твоите верувања кои се и да се споредат. Значи како што ги потполнуваме овие ова вежба, значи празните места за секоја за секоја идеја, ние како родители ќе видиме дека ќе почнат да ни се јавуваат голем број на асоциации и во врска со нив ќе почнеме да разбираме како во суштина се обликувале кога ќе потполниме ова целосно табела, ќе почнеме да разбираме како се обликувале нашите идеи од луѓето околу нас и на каков начин сите тие идеи, овие концепти, значи од мама, од тато, од културата, влијаеле врз нашиот однос со нашите деца. Јас овде имам даден еден пример, например за концептот успех. Е спрема, например, за мојата мајка, да кажеме, еве, например, за вашата мајка, концептот за успех што би подразбирал? Например, може би подразбирал, да кажеме, дека сите оценки од почеток до крај, значи до твоето школување, или да бидат сите петки, најдобри. Значи, според неја, тоа би бил концепт за успех. За тебе. Според татко ти, например, што би бил концепт за успех? Доколку имаш многу пари во твојот живот. Ако успеш да заработиш многу пари, тогаш ќе бидеш успешен. Спрема културата, што бара културата од нас како личности? Што смета дека дека личноста може да ќе биде успешна само или доколку, например, ги поседува овие материјални богатства. Например, луксузна вила, луксузна кола, луксузна јахта и така натаму. Значи, тој поединец би бил успешен во општеството. За нас, например, како деца, ние кога сме биле, што би подразбирало успех? Би подразбирало да си бидеме автентични на себе, да си бидеме креативни, значи, она што сме го замислувале во нашиот живот, нашите фантазии, за она што би биле во нашиот живот, вистински пријатели, да имаме покрај себе, да ни биде исполнет животот, со смеја, со радост и така натаму. Значи, тоа би било спрема нас. Меѓутоа, што можеме да забележиме? Што ќе забележиме кога ќе се потполнат сите овие значи со верувања за секој еден поединечен концепт, ќе забележиме како нашите верувања, идеи, влијаеле и сите тие концепти, влијаеле врз нашиот, како влијаат врз нашиот начин на родителствување со нашето дете. И кои верувања повеќе сме ги превзеле, кои биле главни во нашиот живот? Дали повеќе влијаеле верувањата, концептите за успех, например, повеќе од мајка ми, од татко ми, од културата или пак најмногу моите? И кога ова сето ќе го разработиме, ќе го размислиме, значи затоа таа вели, многу е битно ова нешто ова табела да ја разгледаме, да ја протумачиме. Зошто? За да можеме да станеме свесни за начинот на кој нашите верувања не обликувале.
и како тие истовремено ни создавале и стрес и анксиозност во нашите животи. Меѓутоа, што вели Шефали? Шефали вели дека исцелувањето единствено може да се случи не само преку свесноста, преку освестувањето на овие верувања, на она што ние го имаме како идеја за овие концепти, но не само преку тоа се разбира дека првата работа е тоа да го свестиме начинот на како не обликувале нашите верувања, но исто така најбитно е во освестувањето е кога ќе ги замениме овие верувања со нови верувања, кои што ќе не носат кон поголема одговорност, ќе не засилат како родители. Зошто? Затоа што влегуваме во свесност, во целосна свесност за родителската автентичност. Во една целосна свесност за тоа како да имаме еден автентичен однос со нашите деца. Драги мои, се надевам дека ви се допадна ова видео. Ви благодарам за вниманието. Имајте убав ден. Се гледаме.